Владата ќе треба што побрзо да ги натера бизнисмените чии производи се продаваат на странски пазари да го сменат терминот Made in Macedоnia. На вчерашната средба во Њујорк, новиот грчки премиер Киријакос Мицотакис го повикал својот македонски колега да побрза со имплементацијата на оваа одредба. Ова во превод значи дека околу 300 македонски компании и производи ќе бидат предмет на ревизија, односно мешовита комисија ќе одлучува дали воопшто смеат да користат термини како Македонија или македонски. Од друга страна, Заев, според владиното соопштение, повторно ветил дека тој и неговата влада ќе исполнат се од акцискиот план. Премиерот Заев нагласи дека владата на Северна Македонија е подготвена за целосно спроведување на акциониот план, како што е предвидено со договорот од Преспа. Тамошните медиуми, повикувајќи се на владини извори, пренесуваат дека Мицотакис му порачал на Заев дека тој никогаш не би го потпишал договорот од Преспа, а додека бил во опозиција сторил буквално се тој да не биде потпишан. Понатаму грчкиот премиер признал дека по ратификацијата договорот од нивици сепак е дел од меѓународното право, па морал да го почитува, но ја предупредил македонската страна да не постојат доцнења што се поврзани со аспектите на договорот. Но никаде не е споменато што станува со грчките обврски од тој договор, како на пример поставувањето табли со новото име на нашата земја низ Грција, и додека представници на владата во Скопје брзаат да ги исполнат сите можни точки, пораките од нивните грчки колеги се во најмала рака загрижувачки. Пред само 3 дена министерот за одбрана Никос Панајотопулос во интервју за Катимерини нон-стоп Македонија ја ословуваше како Скопје. Договорот за одбранбена соработка е резултат на генералниот договор од Преспа. Резултат кој не е толку негативен колку штетните елементи на овој договор. Во овој контекст меѓу началниците на генерал-штабовите ќе се потпише договор за надзор на воздушниот простор на Скопје. Сметам дека вакво нешто е во интерес на нашата земја, бидејќи едноставно ако не се случи тоа, ќе им се даде можност на други земји, во главна на Турција која има изразено интерес, но можеби и на Бугарија која исто така изрази интерес без воопшто да ги поседува неопходните средства. Според тоа, во овој момент е императив да се потпише за надзор на воздушниот простор на Скопје, бидејќи тоа е во корист на грчкиот национален интерес. Инаку грчката опозиција го кара Мицотакис, меѓу другото, и за инертноста на комисијата за учебниците, преку која практично се врши ревизија на македонската историја.